Директорот на Прилепски комуналец не ги исполнува условите за да биде директор на ова јавно предпријатие, обвинија денес код Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Прилеп. Според нив, поставувањето на актуелниот директор Звонко Јовановски за прв човек на комуналното предпријатие со висше образование и без законски предвиденото потребно работно искуство, што се случи веднаш по преземањето на власта, всушност било само едно камче од мозаикот за веќе востановената практика на сегашната власт, спротивно на законот, а по партиски клуч на челни позиции да се ставаат несоодветни кадри. Дали истиот има високо образование од 240 кредити? И дали го има потребното работно искуство да биде директор на ова предпријатие? Нашите информации говорат од овој човек не ги исполнува условите да биде директор. Дали и во овој случај градоначалникот Јовановски го прекрши законот и несоодветен кадар стави на чело на јавното предпријатие Комуналец? Прашуваме дали е вистина дека Звонко Јовановски е поставен за директор со образование од 180 кредити. И дали свесно ги прекршиле законите и двајцата, па затоа сегашниот директор е студент на еден од приватните факултети во Битола. Ова не е единствен случај во Прилеп на челни или на други поважни позиции да се ставаат несоодветни кадри кои или се блиски роднини на локалните функционери од власта или се видни активисти и членови на СДСМ, велат од Прилепскиот општински комитет. Оттаму побараа овој, како и бројните други случаи, наитно да ги истражи основното јавно обвинителство и доколку утврди непочитување на законите и можна злоупотреба при изборот, кривична одговорност да понесат и именуваниот директор и градоначалникот на Прилеп.